Добре, като ентузијасти имаме доста битни теми денеска, така да веднаш ќе почнеме со самото видео. Прво и најбитно, мислам дека треба да почнеме со објаснување на потенцијалниот конфликт помеѓу Хезболах и Израел, со цел да објасниме зошто е толку страшен и од каде се тоа може толку да ескалира. Но нормално, денеска станува збор за видео каде што ќе разговараме највеќе за вести од економија и биткоин, каде што првиот дел ќе го посветиме на глобалната економија, но првенствено, уште еднаш ќе напоменам, денеска сакам да одвоам поголем дел од времето во ова видео, со цел да објасниме точно што се случува помеѓу Израел и Хезболах, односно тоа е дел од армијата, да речем, на Либан, која што не е регуларна армија на Либан, која што нели е доста поврзана со овој, да речем, ланец на отпор кој што се наоѓа на Блискиот Исток. Сето ова е крајно поврзано со вредноста на нафтата, а со тоа и вредноста на доларите. Затоа и знаете сами, значи многу пати до сега сме објасниле, на крајот од денот колку повисока е вредноста на доларот, толку по-ниска е вредноста на се останато, вклучувајќи ги криптовалутите. Така да, овој потенцијален конфликт може директно да влијае врз овој дел. Затоа е многу битно да знаеме што се случува и како оваа ескалација може да се одрази на пазарот. Значи идејата е овој канал да едуцира што повеќе следни, да речем идни инвеститори кои што ќе знаат како да ги користат макроекономските појави, геополитичките појави со цел да знаат да се алоцираат на пазарот, да влезат и да излезат од истиот. Во оваа ситуација станува збор за потенцијална голема ескалација помеѓу Израел и Либан. Иако на оваа голема карта ова се тие. Значи ова е Израел, Палестина, Уестбанк и Либан. Че погледнете колку се мали. А оваа ескалација може да направи многу голем проблем, посебно кога станува збор за нафтените деривати, нивната цена и транспорт во светот. Сега, нема да налогуваме премногу наназад. Значи историја овој конфликт има многу голема. До сега Израел и Либан биле два пати во војна, зборувам директна, со тоа што во претходната војна Хезболах буквално, значи, го избришал подот со војската на Израел и затоа истата морала да се повлече од Либан. И една битна работа, пред да продолжам понатаму, гледам дека на некои од луѓето им смета тоа што им користам ваков тип на изрази од типот на Израел. Значи, да се разбереме една работа. Нито една од овие држави нема никаков респект кон Македонија, не нарекуваат Северџанистан, а од друга страна да не забораваме дека секој од нив е крив, крајно повеќе од крив, и затоа така го нарекувам. Дали тоа Мурика или Израел, дали вас ви се допаѓа или не, тоа е реалноста. И се уште еднаш ќе напоменам. Причините поради кои што го правам тоа е затоа што прават нешто лошо или директно кон македонците или пак генерално на глобален аспект. Кога за ова ќе престанат да бидат важни причините, голема веројатност дека јас нема повеќе да ги нарекувам Мурика и Израел. Но во меѓувреме тоа е најмалку што можам да направам, верувајте ми, затоа што значи прават нешто кое што ме натерало да ги нарекувам така. Уште еднаш, ако не ви се допаѓа, имате културни канали, имате Тесли, Мерцедеси, слободно гледајте ги нив. Верувам дека они ги нарекуваат Израел и Америка, може ќе ви се допаѓа повеќе, така. Сега, да се вратиме за оние кои што сакаат да ги гледаат моите видеа и понатаму. Значи, од каде потекнува сето ова и како ова може да направи да ескалира многу повеќе ова, да речем, ситуација. Прва работа која што мораме да напоменеме, значи, од претходниот месец, нема ни да се враќаме наназад. Значи, уште од почетокот на кризата, Палестина против Израел, од 7 октомври, иако ова не е од 7 октомври, ова е 70 години наназад. Постојано ќе повторувам тоа за да знаете дека ова не е нешто ново. Израел ја зема Палестина 70 години наназад, ограбува, брка, убива, силува, се разбираме? Значи не е ова од вчера, но како и да е. Хезболах од секогаш бил на страната на Палестина, бил против Израел, уште од првите војни, каде што нели Израел војувал против пред држави, значи и до ден денеска се уште е против Израел, со тоа што Хезболах е неофицијална армија на Либан, Либан си има и свој официјална армија и полиција, но Хезболах е крило кое што е директно поддржано од Иран и од шиитското движење. Сега зошто е тоа толку битно? Значи, уште од почетокот на офанзивата во Газа,
значи Хезболах ја поддржуваше Палестина. Значи истите постојано вршат напади, иако не влегуваат на територија на Израел, постојано вршат напади врз Израел со цел да барем дел од војската ја привлечат кон север и да ја олабават Газа колку што може повеќе. Реално тоа е народски кажано, но за жал тоа многу не е успешно. Сега чисто да видите како изгледа. Значи само во претходниот месец до 10 мај погледнете колку локации имале на еден на друг начин напад од едната или од другата страна. Значи гледаме дека конфликтот и понатаму е изолиран на граничниот премин помеѓу Либан и Израел, но погледнете само во 30 дена колку напади имало, значи подолжно целата граница. Така. Сега, тоа ви покажува дека се повеќе и повеќе се заострува оваа ситуација, со оглед на фактот дека Хамас се помалку и помалку капацитет има да се спротивстави на Израел, со оглед на фактот дека Израел уби 40.000 цивили, го бомбардира појасот Газа секој ден, без престан. Значи, како да ви објаснам, кои да сте, значи посебно кога станува збор за мала група на луѓе, кои што имаат ограничени способности и оружје за одбрана, нормално дека порано или подоцна ќе исчезне отпорот кој што практично постои во Газа, иако се уште не се поразени, но тоа ослободува многу голем дел од армијата на Израел да може да се посвети на својот втор непријател во оваа ситуација, а тоа е Либан. Сега, официјално, значи погледнете, Израел кажува дека на нивниот воен, пред тоа имаа воен совет, сега според тоа што успеав да го видам, воениот совет се растурил, повторно се враќаат на стандардна влада, но како и да е, претходниот воен совет, како што успеав да видам, го одобрува овој операционен план за копнена офанзива во Либан. Тоа е практично како кај нас во нашата земја, председателскиот безбедносен совет да одобри напад на некоја друга земја, да одобри копнена офанзива, односно дел од нашата армија да влезе во нечија друга територија насилно. Се разбираме? Така да, официјално Израел очигледно е веќе на пат за војна. Значи, вие не одобрувате таков план ако не планирате да влезете во нечија територија. Така, го имаме тоа на повеќе медиуми, значи и самиот Израел од низините, значи, нели, представници еден куп испадна и кажаа дека се спремни за војна против во оваа ситуација против Либан. Сега, како ќе биде тоа, дали ќе биде или не, останува да видиме. Но се повеќе и повеќе се големи изгледите дека ваква војна ќе има. Дополнително од другата страна, исто да го потврди и нивниот духовен водач, значи тоа не е официјален водач на Либан, но тоа е духовен водач на Либан, затоа што има висока муслиманска, да речам, сега нели тоа е како ранг нивни, а дополнително е и лидер на Хезболах. Така, тој е директен сојузник на Иран. Сега, зошто е ова толку битно? За да биде се тоа уште катастрофално, значи овој водач кој што го води Хезболах, Хасан Насрала, во исто време најави дека сите потребни оружја кои што треба да ги има Либан за потенцијална отворена војна се веќе на територијата на Либан. Односно тоа е онаа помош која што биваат од Ирак, од Сирија, од Иран, е веќе на територијата на Либан. Така, од друга страна, за сето ова да биде уште поголема трагикомедија, значи Израел има така наречена, нели, онаа оловна купола, како и да нарекуваат Iron Dome, железна купола. Значи тоа се оние значи Израел е првиот кој што успеал ова да го направи, тоа е посебен тип на тоа е воздушна одбрана која што практично ги детектира било каков тип на проектили, авиони, дронови и веднаш ги симнува од него. Се разбираме, значи тоа е практично ракетен штит кој што реагира секогаш кога нешто што не е регистрирано на територијата на Израел ќе прелета. Така. Сега. Жално за Израел е тоа дека очигледно Хезболах нашол решение за ваквиот проблем. Погледнете, че ова е пред само неколку денови. Хезболах официјално успеал, значи огромен дрон, зборуваме 2 метра голем дрон, да прелета и да сними се. Ама мислам, значи буквално се. Значи од воени бази до инфраструктура, до фабрики. Еве чисто да видите како тоа изгледа. Значи буквално се. Ова се воени мети, се разбираме. Значи дури понатаму имаше снимано и аеродроми со авиони, со се и се што со име, каде се ноѓаат, што се ноѓаат, и нормално ова е огромен срам за Израел, затоа што едно е некој да помини да слика, друго е вие на најсофистицираната железна купола во светот да направите вакво нешто каде што
ова не би требало да биде возможно, се разбираме. Значи, една од најголемите концентрации на оваа железна купола се наоѓа точно на северната граница на Израел со Либан. А замислете ова да ви го направат и да помине ваков дрон и да направи волку детални сликања, значи, на целата ваша територија, со тоа што во неколку наврати, значи, Хезболах објави ваков тип на снимки, кои што очигледно, ако не беа нови, немаше Израел да реагира толку бурно и уште толку повеќе се најавува дека ќе има војна. Што значи дека двете страни очигледно најавуваат дека се првенствено спремни за војна, а второ дека што и да се случи, значи сега моментално е веќе само прашање на некоја поголема ескалација. Постојано има напади, потребно е, јас верувам, само некој поголем тип на ескалација од типот да падне бомба каде што не треба, а Израел буквално на дневно ниво ја бомбардира целата оваа граница на Либан, зборуваме цивилни мети, што значи дека само треба доволно жртви за ова да прерасне во нешто поголемо. Сега, за тоа дека е вистина и дека е сериозно, погледнете, сами ова се неколку вести кои што ги издвоив, значи Германија, Австралија и Канада бараат од своите граѓани не само да не патуваат во Либан, туку веднаш да излезат од Либан. Пет земји во оваа ситуација: Германија, Холандија, Канада, на мајка им пичката, и Кувајт бараат да излезат своите граѓани веднаш од оваа територија. Да не заборавиме кој прв бега, пичките и стаорците први го напуштаат бродот. Значи, на американската официјална амбасада во Либан пишува. Значи, ги потсетуваме американските козоебачи дека е многу, значи предупредуваат дека е страшно, тоест, нели, не влегувате во воена зона, разбираме. Значи, ако го прочитате ова на кратко, буквално тоа значи дека ви дава до знаење дека влегувате на сопствен ризик, дека влегувате во воена зона и дека може и да не се вратите. Следни нормално на второ место, знаеме кои се, тоа е, нели, Мала Британија, истата ситуација, значи нивното Министерство за надворешни работи препорачува против било каков тип на патување во Либан. Со тоа што да не забораваме дека овие отидоа уште еден чекор понапред, уште на крајот на претходната година веќе повлекоа дел од персоналот во амбасадата во Либан, препоставувам во главниот град. Како и да е, значи верувам дека ова е најголемиот показател. Кога ќе видите дека земји си повлекуваат своите амбасади или барем, знаете како тоа најчесто, ќе го земеме примерот со Украина. Ако се сеќавате, ние тогаш го работевме ова веќе, значи го работевме самиот канал и веќе на почетокот на самиот канал покажавме во првото видео за конфликти дека многу големи земји, значи како беше известувањето, целиот небитен или целиот некруцијален персонал од амбасадите се повлекува надвор од државата поради очекување на војна. Се разбираме. Кога ќе видите такво известување, знаете дека се спрема голема ескалација, значи верувајте ми, амбасадите многу добро го знаат тоа и, нели, овие интелигенција, да речем служби за интелигенција како МИ6 и FBI, се извинувам, нели, ЦИА и така натаму, значи многу добро знаат што се случува и затоа бараат од овие нивни, да речем, партнери да си ги повлечат своите луѓе надвор, посебно кога станува збор за некруцијален персонал. Че останува само основниот, најбитниот персонал кој што е битен доколку има потреба, нели, за граѓаните на оваа држава, на територијата каде што треба да почне војна. Сега, ова оди уште понатаму нормално, значи да не заборавиме дека Хезболах, за разлика од Хамас, не е сам. Значи Хамас, ќе покажеме на крајот, е производ на муслиманското братство. Муслиманското братство е творевина на Мурика, творевина на Израел и затоа муслиманското братство е практично проблем за муслиманскиот свет. Дури има многу повеќе врски со Ал-Каеда и ISIS, за разлика од останатиот муслимански свет. Значи, уште еднаш, она оска на отпор моментално на Блискиот Исток и понатаму останува да биде Иран, Ирак, Сирија, Либан и Јемен. Со тоа што Газа не доби поддршка од Иран директна, затоа што, уште еднаш ќе напоменам, истата потекнува од друг тип на, да речем, нели, муслимански корен. Во оваа ситуација не станува збор за шии и суни, туку станува збор за творевина на западните сили со цел да дестабилизираат земји. Земете го муслиманското братство, вратете се во историјата на Египет и ќе видите дека таму буквално муслиманското братство беше искористено за дестабилизирање на земјата. Истото тоа се случува и во Газа, затоа што имаме два типа на палестински отпор. Едниот е во West Bank или западната обала, како сакате, каде што го имаме PLO или понатаму сега веќе се нарекува палестински авторитет.
Значи PLO е на Јасер Арафат организација која што навистина се борела за палестинските права, додека Хамас е творебина на Израел со цел да ги подели палестинците, каде што едните се за PLO, другите се за Хамас. Значи, вас ви е потребно помеѓу себе да имаат проблем, за да не може да се обединат и да им кажете, еве, значи не можеме да нели соработуваме со нив кога има два авторитети. Значи, ако има еден авторитет, тогаш можеме да разговараме за нели две држави на една територија, но овдека нема и затоа они буквално бараат и значи познато е дека и нивниот нели моментален претседател е директно поврзан со Хамас. И ова е направено баш заради таа причина со цел да има два авторитети, да не може да се преговара за да се направат две држави. Тоа е поентата, да има причина за која што не се преговара за палестинска држава. Трнеме тоа на страна, Либан е директно поврзан со овие земји и тоа можеме да го видиме од вестите кои што потекнуваат моментално од овие земји. Значи, илјадници сега Иран-backed fighters, ова се дел од нивната армија, доброволци, се пријавуваат сами да отидат и да се борат на страната на Хезболах. Ова е сличната ситуација како што во Северна Кореја. Кинезите, значи, постојано примале доброволци кои што се бореле на страната на Северна Кореја и јебале матер на Мурика. Кинезите се истите тие кои што се бореле на страната на Виетнам и јебале матер на Мурика. Така да истата ситуација овдека ја гледаме на малку помало ниво, но погледнете сега до кој степен оди. Вели, не се само Иран, туку и Ирак, значи милиција во Ирак која што е на страната, нели, нормално. Тоа се шија држави и во оваа ситуација нормално Иран ги поддржува овие милитантни групи. Значи и Ирак исто така практично понудува да дојдат трупи на страната на Хезболах, значи сите се на страната на Хезболах во овој дел можеме да видиме, со тоа што значи еве го нивниот лидер на Хезболах кажува дека нема потреба од дополнителни трупи, но ова верувајте ми многу лесно може да се смени доколку поради било која причина Израел почне да победува. Се разбираме. Но погледнете до кој степен Либан е убеден во самиот себе си, што вели дури немаме потреба од други, нели, борци на наша страна, као демек можеме сами. Како и да е. Значи, ова само да ви покажувам дека целиот регион се спрема за поголема ескалација. И нормално, Times of Israel, значи, ево моментот, тоа е причината, значи не е Либан целта е Иран. Значи, ќе нацртам на небото сите да го видат ова. Значи, идејата овдека не е Либан. Либан е премногу мала рибка. Идејата на Израел е дека доколку успеат да го вовлечат Иран во војна со Израел, тогаш ќе мораат и американците да дојдат, тогаш ќе мораат да им помогнат. Значи, на Израел секогаш трн во око ќе му биде Иран, затоа што му е буквално главниот непријател, се разбираме. Што значи, нив им е потребно Иран да престане да постои и они мислат дека ако успеат да го вовлечат Иран на овој начин во војна поради нели одбрана на Либан, на нивна страна ќе дојде Јенки Дудл, Анкл Сем и нели ќе ги спаси и наводно ќе ги убијат сите, тоа е нивната идеја. Отворено е, гледајте. Значи сите го кажуваат истото, како и нивните сенатори назад дома, нели дај да отидеме да завршиме работава, пошто мислат дека тоа така ќе заврши, ајде да видиме и овој пат, нели? Ова не е Ирак, ова е друга приказна, но како и да е, еве погледнете и сами, значи целата идеја е да се вовлече Иран во оваа криза. И тука е проблемот. Значи од сето оно што кажеме до сега, тука е главниот проблем. Гледаме дека Иран, за разлика од Хамас, како што можеме да видиме на Google, значи не морам ни да барам премногу. На Google вели во 1987 година. И можеме да видиме јасно дека истиот е резултат на муслиманското братство, кое што е директно финансирано од ЦИА, од Израел и така натаму. Се разбираме. И сега овдека доаѓаат оние многу едноставни прашања, но многу комплицирани. Зошто вика калифатот, значи се сеќавате на ISIS? Се сеќавате сигурно. Иран се бореше против ISIS, така? Ирак се бореше против ISIS. Сирија се бореше против ISIS. ISIS уби милиони, но ниту еден куршум не испука на Израел. Ниту една ракета од ISIS не падна во Израел. Коинциденција? Не. Но како и да е. Значи, ISIS е дебело поврзан со ова муслиманско братство, кое што е буквално организација направена за, нели, да собереме муслимани кои што ни се потребни за да си направиме сценарио и да влеземе во некоја држава и да ја дестабилизираме. Се разбираме? Но како и да е, нема да преминувам премногу ова веќе е друга тема, но само сакам да ви кажам зошто Иран не го направи ова за Газа, дури кога го направи затоа што Израел нападна амбасада на Иран. Така, не го направи тоа ради Газа.
Но кога станува збор за Либан, е веќе друга ситуација. Сега, што може да предизвика оваа ескалација? Уште еднаш, двата главни проблеми кои што сите знаеме дека се Баб ел-Мандеб и Хормуз. Тоа се двата премини кои што се контролирани директно од Иран. Оваа ситуација првиот преку нивниот прокси, а тоа е Јемен или хутите, точно хутите го контролираат овој дел и хутите ебаа матернен куп бродови, тоа го гледате секој ден на вестите, а од другата страна и Strait of Hormuz или тоа е оној така речено теснец Хормуз, кој што е пак директно контролиран од Иран. Сега, зошто е ова проблематично? Затоа што погледнете сега, 10 до 12% од вкупната економија, зборуваме вкупната трговија во светот, поминува преку Суетскиот канал. Но Суетскиот канал мора да помине каде? Преку овој премин за кој што сега разговаравме, што значи дека автоматски, значи џабе поминале преку Суетскиот канал, каде што нема да помина преку хутите. Се разбираме? И тоа овдека не е само стандарден трговија, туку е 9% од вкупната количина на произведени нафтени деривати. Се разбираме? Значи тоа е 1/10 од вкупната количина во светот на нафтени деривати која што не може да помине преку овој теснец. Вториот теснец за кој што разговаравме има уште полошо, затоа што има 30% од вкупната количина на нафта во светот која што поминува, затоа што ова е нафтата произведена од Катар, Оман, Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати и така натаму. Што значи овие два теснеци оприлика контролира негде околу 40% од вкупната количина на нафта, која што е под директна контрола на кој, се враќаме назад на оној момент, на Иран. Што значи дека дестабилизација во која што би била потенцијално вовлечена и Иран во оваа војна со Либан, може веднаш да предизвика блокирање на овие два теснеци. Многу пати сме зборувале како ова понатаму ќе се одрази. Ќе се одрази со тоа што првенствено, значи сите оние кои што требало претходно да мина преку Суетскиот канал, ќе мораат да минат преку ртот на добрата надеж во Јужна Африка. Што значи било каков тип на трансфер на роба, нафта и така натаму помеѓу Европа и западните земји и Азија во оваа ситуација се е добро нормално, иначе може и од другата страна, но како и да речеме, северните делови, Медитеранот, Европа, сето тоа мора да помине и да заобикали целосно Африка, затоа што овдека е под директен напад на хутите и да не забораваме оно што го зборувавме за нафтата, исто така, значи сега каде е овдека проблемот? Погледнете. Значи овдека е многу добро објаснето. Вели 32% се намалил транспортот кој што поминува преку Суетскиот канал од почетокот на оваа година. Зошто? Затоа што имаме конфликт кој што и понатаму предизвикува штета врз трговијата. Се разбираме. Значи може да ве гаѓаат само затоа што имате погрешно знаме или пак затоа што нашле дека вашиот брод е поврзан со некоја компанија во Израел, во Мурика и така натаму. Значи затоа ова се случува моментално. Сега каде е овдека најголемиот проблем? Значи погледнете. За да вие практично ја пренесете оваа стока без разлика што е, вклучувајќи ги нафтените деривати, преку оваа рута, наместо преку Суетскиот канал, вие треба да додадете дополнителни 7000 километри. Се разбираме? Што значи дека автоматски тоа ја подига цената на сите овие добра. Уште повеќе, значи ова е за транспорт. Ако имаме целосна блокада, како што во оваа ситуација тоа потенцијално би се случило на Strait of Hormuz, она што веќе го разговаравме, тогаш имате уште поголем проблем. Тогаш имате ситуација во која што во овој залив 30% вкупната количина на нафта не може да излезе. Значи овдека немате друг начин. Ова е начинот. Каде ќе одите нагоре? Каде ќе одите? Преку Ирак, преку Сирија? Каде ќе се движите нагоре? Се разбираме што сакам да ви кажам сега. Што значи дека автоматски вие овде ќе имате многу поголем проблем. Многу пати сме зборувале, блокада на 30% од вкупната количина на нафта која што се произведува во овој дел ќе предизвика цената на нафтата енормно да се подигне. Ако цената на нафтата енормно да се подигне, тоа е веќе заклучокот на овој дел, ќе се поскапи и самиот долар, затоа што колку е помала количината на нафта која што е потребна во светот, толку повеќе нејзината цена расте и после сето ова 4/5 официјално во 2023 година од нафтените трансакции се направени во долар, што значи дека најголема добивка во оваа ситуација ќе има самиот американски долар кој што ќе скокне на вредност, затоа што и понатаму истиот во најголема количина се користи за тргување на нафтени деривати. Што значи ескалација во Либан може да го вовлече Иран
може да настапи ова најцрно сценарио, кое што, верувајте ми, нема да биде добро за никого и може да предизвика енормна штета на економијата во светот. Ова е како ќе предизвика штета врз доларот, мислам, нели, доларот ќе добие, но целата економија ќе изгуби, затоа што се ќе се намали на вредност, се разбираме. Додека дополнително да не заборавиме, значи ќе се намали нивната вредност, но кога станува збор за обратната ситуација, за транспорт на ствари, ќе се зголеми транспортната цена на се што поминува од едната до другата страна на светот, се разбираме. Значи, ова може да направи како да кажем, реперкусии кои што дури не можеме ни да ги пресметаме. Не знаеме колку ќе ескалира, не знаеме кои ќе биде последиците, но оприлика знаеме како најцрното сценарио би се одиграло, многу пати сме зборувале и овој пат се враќаме на истата ситуација, се разбираме. Каде што уште ќе напоменам. За разлика од Газа, Хамас, Хезболах е под директна заштита на Иран. Што значи Иран нема тоа туку така да го дозволи и овдека може да предизвика поголем проблем. Сега, тоа е во однос на првиот дел кој што моравме да го објасниме, знам дека зазема малку време, што се 25 минути, но моравме да објасниме од каде се тоа потекнува и што може да предизвика на пазарот, затоа што уште еднаш битно е да се припремиме за нешто што може потенцијално да се случи, дури и тоа да не се случи. Се разбираме. Што јас гледам во оваа ситуација, значи лично јас не би продал ни по точка разно, дури и тоа да се случи, затоа што ова и да трае некој одреден временски период е неодржливо, се разбираме. Ова е конфликт кој што не може да трае премногу долго, затоа што првенствено вие го блокирате целиот свет, се ќе стане скапо во оваа ситуација и поради таа причина верувам дека нема да трае долго, но она што може да предизвика, ако мене ме прашувате, барем во однос на тоа што јас го очекувам, ваква ескалација може да предизвика токму тоа што мене ми е потребно, флеш креш, како што добивме со пандемијата, каде што можам уште толку да инвестирам во паднат биткоин, паднати алткоини, затоа што и понатаму ќе напоменам, неминовно е доаѓање на bull market. Нормално, секој од вас одлучува за себе, јас не можам да ви кажам што да правите, јас само ви кажувам дека потенцијално ако тоа се случи, вака ќе изреагирам на пазарот и дополнително ќе докупам се што е крипто. Че веднаш ви кажувам да знаете. Сега, следна многу битна работа, која што ќе се случи денес во 3 часот утрината. Зошто велам во 3 часот утрината? Значи овдека на CNN, на нивната страна овдека, че ова е пасосот каде што се објаснува точно што ќе се случи. Значи ќе имаме во однос со тоа, нели, какво е стањето на дебатерите, отприлика вака нешто би изгледало. Значи можеме да видиме дека знаеме стањето на Црепов, во кое стање е сирома на батерии, АФК, и нормално прилика вака би се одвивала, значи самата дебата, но како и да е, вреди да се погледне, многу битно заради криптосветот, ќе кажеме зошто. Сега, кога рековме дека ќе се одржи, ќе се одржува денеска на 27 јуни, а ќе биде одржана во 9 часот по Eastern Time. Тоа во наше би било 3 часот наутро, зборувам вечерава, така, кога ќе се одржи, нели, геријатрија дебатава. Сега, зошто е битно? Уште еднаш ќе напоменам, значи на CNN страната очигледно ќе биде, ако отидете cnn.com, ќе биде некој линк, бај да ставам вам да може да го гледате, како и да е, или пак Live TV, ако не сажам овдека ве носи директно на нивната телевизија. Како и да е. Она што сакам да го напоменам е дека верувам дека ќе има доста места каде што може да погледнете. Сигурно не би чекал до 3 часот се бајле да ги гледам диносурси како разговараат, но очекувам дека ќе биде позитивно за крипто, затоа што за разлика од претходно кога некои си третокласни административци или пак политичари зборуваа за крипто, сега крипто ќе биде за прв пат во историјата на Мурика на претседателска дебата каде што верувам дека Трамп ќе го искористи како една од точките за зборување, посебно затоа што Трамп моментално има енормна поддршка од целиот криптосвет, целото криптолоби и верувам дека во оваа дебата Трамп ќе го искористи баш тоа за да се допадне на што повеќе луѓе, затоа што верували или не, овие црепови понатаму се доста популарни во Мурика и ги гледаат, иако нема некоја голема разлика. Кажевме која е разликата, че јас дадов свое мислење за тоа што очекувам од едниот и од другиот во претходното видео за Altcoin Investi. Уште еднаш ќе напоменам, значи мислам дека е крајно битно затоа што овдека некои јасни ставови ќе слушнеме на Трамп за крипто, додека да не заборавиме дека Џо Бајден е креаторот на значи на Chokepoint 2.0, значи тоа е по негова сугестија, по негова наредба за СЕК да продолжи со ваков тип на гонење на се што е крипто.
Останува да видиме, но како идеја, јас верувам дека ова е крајно позитивно за нас. Седна битна работа која сакам да спомнеме само на кратко е Bitcoin Spot ETFs, значи можеме да видиме дека конечно она недела на outflow се завршена, само да ги рефрешираме страните, да не брзаме после. Значи она недела на outflow се завршена, можеме да видиме дека имаме два последователни денови на inflows, кои што верувам дека понатаму нели ќе продолжат повторно во нагоре насока, значи стандарден чарт. Скок, корекција и така натаму. Тоа што нормално не можеме да предвидиме точно кога би се случувала корекцијата, погледнете че имаме два последователни денови, иако ова не е многу, но повторно имаме некоја солидна сума на милиони, 31 милион повторно, влез во институциите. Сега, значи, реално за сега нема нешто премногу да се зборува за институциите и биткоин, значи тоа имаме моментална стагнација и верувам дека тоа наскоро ќе се заврши. Од друга страна, не заборавајте дека е лето, голем дел од овие институции моментално се буквално на basic setup кога станува збор за персонал. Не верувам дека баш во јуни и јули седат и разговараат дали да купат биткоин, да бидеме реални, но како се приближуваме кон стартот на годината, после септември, верувам дека многу посериозни ќе станат инвестициите во оваа ситуација во Spot ETF. Сега, многу битна вест. Значи, толку е битна што ја ставив надвор од Altcoin вести, ја ставив во оваа ситуација во вести за економија и биткоин. Зошто е толку битна? Денеска официјално, ова утро, Ванек аплицираше за Solana Spot ETF. Пред само една недела зборувавме на Altcoin вестите дека првиот Solana ETF кој што беше аплициран во Канада, прашање на време е кога ќе добиеме и прв аплициран во Америка. Уште еднаш се враќаме назад. Уште во моментот кога се поднесува апликации за Bitcoin Spot ETF, ние кажавме дека само прашање на време е кога ќе биде одобрен Ethereum и потоа кога ќе бидат одобрени алткоини. Вратете се назад, значи ќе го видите буквално видеото каде што уште пред добри 9 месеци зборувавме дека само прашање на време е кога алткоините ќе добијат свој Spot ETF. Зошто е толку битно? Затоа што моментот кога алткоините ќе добијат свој Spot ETF, автоматски добиваат влезна врата за пари на институциите. Од друга страна добиваат печат од државна, во оваа ситуација нормално Мурика, како најголемата финансиска моќ се уште во светот, значи добиваат потврда од СЕК дека овој проект вреди и дека може да се инвестира во него. На тој начин ви имате две битни ситуации. Првата е, уште еднаш ќе напоменам, потврда. СЕК потврдил дека вашиот проект е валиден, легален и дека може да се инвестира. Втората, институциите добиле начин како да инвестираат. Разбираме, институциите моментално може да инвестираат само во биткоин, наскоро и во Ethereum, кога конечно ќе биде одобрен во Мурика, но тоа е тоа. Се разбираме. Што значи дека потребни се ваков тип на Spot ETFs за конечно на алткоините да им се даде легитимитет, а со тоа и инвестиции директно од институциите. Дали ќе биде прва Solana, дали ќе биде XRP, дали ќе биде Chainlink, не менува ама буквално ништо. Менува за проектот, ако потенцијално биде одобрен, тоа е. Уште еднаш, значи не можеме да кажеме дали е долго време или кратко, гледате. Значи луѓето, да ве потсетам, Майка Село каже дека никогаш нема да биде одобрен Ethereum Spot ETF. Што добивме? Испана дека гимиџијата небањат од Македонија во право, а Майкл Селор очигледно не знаел што зборува и за следниот ден после одобрувањето на Ethereum Spot ETF да каже па добро, ја нема да бидам биткоин максималист, ама биткоин ќе биде најголем, ама и вие сигурно ќе ни се приклучат. Како дува ветер, стандардна капиталистичка дефиниција. Со тоа што во оваа ситуација што се случува, значи не може Ванек туку така да одлучи да аплицира за Solana ETF, ако не очекува дека истиот потенцијално ќе го добие. Може би патот е долг, може би ќе го добиеме на редниот bull market, може би ќе го добиеме за 5 месеци. Не можеме да знаеме, затоа што уште еднаш ќе напоменам, сите овие кои што ви кажуваат дека се сигурни и знаат и 100% ќе биде така, без разлика дали се од криптосветот или пак од традиционалните финансии, немаат појма. Знаете зошто? Затоа што сето ова што го гледаме моментално се случува прв пат во животот. Никогаш претходно немало друга криптовалута која што добила Spot ETF, никогаш претходно немало друга криптовалута која што не е целосно децентрализирана како биткоин да добие свој Spot ETF како Ethereum и така натаму. Ред други работи кои што моментално се случуваат се прв пат во светот на економијата и крипто. И затоа, кога ќе слушнете вакви 100% јас ви кажувам нема шанси или ќе биде тогаш, не верувајте,
долгорочно гледаме каде се тоа се движи, затоа ние не даваме временски рамки, кажуваме дека само прашање на време кога се тоа ќе се случи, затоа што е неизбежно. И вуала, пред една недела кажавме дека е само прашање на време кога ќе го добиеме во Америка, една недела подоцна добиваме Solana ETF апликација во Америка. Ова е огромно за алткоините. Повторно, пак нема да инвестирам во Solana, не ме интересира. Значи на крајот од денот повторно, не е битно дали ќе има свој ETF. Битно е дали квалитетот на проектот мене ми се допаѓа и не ми се допаѓа, веќе разговаравме. Тоа не го менува фактот дека е трета валута која што добива свој спот ETF. Повторно, не значи дека ќе го добие, но битно е. Значи моментално ви имате милиони луѓе во Америка кои што велат чекај. Solana шо е во? Каков спот ETF? Шо е таа технологија што добива свој спот ETF? Така. Значи дека алткоините се прашање на време кога ќе добијат свој спот ETF. Сега, следна битна вест е падот кој што го добивме, верувале или не, е дел поради ова преместување на пари од страна на американската влада на Coinbase. Значи, истата преместила 240 милиони вреден биткоин, или поточно кажано 3940 биткоин на Coinbase. Значи, верувам дека тоа Мурика го прави поради очекување дека можеби ќе се коригира повеќе цената, да не забораваме дека Мурика и понатаму поседува 214.000 биткоини, се тоа е од хакови, од апсења, така и натаму. Така да, ова што го гледаме е солидна количина на биткоин, што е 1% од вкупната количина на биткоин и верувам дека може да предизвика проблем ако истата направат ликвидација веднаш, но тоа не го прават очигледно. Гледаме дека продаваат по мали количини, значи во оваа ситуација зборуваме за 3940 биткоини, што споредбено со спот ETF, например, еве како тоа изгледа, значи од ден на ден еве прост пример. Значи овдека сме имале 249 и после тоа сме имале 246. Значи овдека се продале 3000 биткоини. Исто како што во оваа ситуација се, да речем, потенцијално би ги продале Мурика овие биткоини кои што се преместени на Coinbase. Значи тоа е колку одлив на спот ETF во еден ден. Поприлика. Се разбираме? Ништо страшно. Уште еднаш ќе напоменам, значи страшно е ако вие добиете ситуација во која што 214.000 биткоини ќе бидат преместени на биткоин, тогаш треба да се плашиме, но 3000 биткоини е уште еден нормален петок. Ништо посебно. Следна вест, значи пак ќе кажам, ликвидација вакви ќе има, тоа е капитал кој што верувам дека оваа држава сака да го претвори во долари, нив не им е потребен биткоин, се уште, но тоа е реалност. Значи исто како Германија тоа што го направи пред неколку дена, сега и Америка го прави и тоа нормално дури и да не го продаде, ќе предизвика негативен фат на пазарот. Standard Chartered, тоа е сега да покажеме колку е голем, че ова е една од најголемите банки во Велика Британија. Јас овде отворив од 19 март 2024 година како изгледаат топ 50 банки. Со тоа што само сакам да ви покажам колку е голема, значи во Британија, тоест на топ 50 е на 43-то место, што значи дека е една од најголемите, значи 43 во цел свет воопште не е лошо. Истата има 820 милиарди долари портфолио, нели, маркет кап. Со тоа што можеме да видиме дека е топ 5 во Обединетото кралство. Моментално отвара посебен шалтер на кој што ќе се купува и продава биткоин и етериум. Тоа го прави за сите своји клиенти. Сега како функционира во Англија? Дали ќе има само, нели, како што тоа е во Мурика, да бидат само оние кои што се, нели, verified investors? Не знам, но како и да е, битно е дека оваа банка на своите клиенти директно им нуди да купат етериум и биткоин. Значи до каде стасавме? Топ 50 банка, да не забораваме дека швајцарските банки тоа го прават веќе некое време, но зошто го спомнав ова? Затоа што ова е во Обединетото кралство. И они очекуваат дека на овој начин ќе добијат нови клиенти, нов обем на пари, што верувам дека ќе се случи. Значи една од првите во топ 50 која што, да речем, преминала на ваков чекор, што е доста битно. Значи пак ќе напоменам, банките беа оние кои што највеќе беа против крипто. Значи да не забораваме дека најголемиот душман на крипто и понатаму станува CEO на JP Morgan, најголемата банка во светот, кој што пред само 3 месеци побара целосно банирање на биткоин и криптовалутите, за да видиме сега дека неговите колеги си легнуваат на брашното, што ви рекола Пасиев за Мицкоски. И сега следно, интересна вест, бразилската Nubank, која што е матично во Бразил, но има клиенти низ цела Латинска Америка, се проценува дека има околу 100 милиони клиенти,
верували или не, ќе го користи Lightning Network за трансакции. Lightning Network имаме соодветно видео каде што објаснуваме како биткоин се користи за трансакции, нели, на една или на друга страна, значи тоа е Layer 2 на биткоин. Погледнете го ова видео, само запишете Lightning Network на нашиот канал, ќе го најдете многу едноставно во она плейлиста за едукација, каде што нели имаме напреден курс за фундаментална и техничка анализа. Сега зошто е ова битно? Значи имаме Lightspark компанија која што буквално единствената цел е интегрирање на Lightning Network на ваков тип на DeFi институции, како што CeFi институции, како што е Nubank, со тоа што овдека има еден исклучиво битен детај. Значи замислете, оваа банка се интегрира целосно на биткоин мрежата. Значи буквално ќе функционира како имејл. Така, значи вие треба да имате само биткоин во оваа ситуација, нели, Lightning Network практично име, кое што користите за праќање пари буквално како да е имејл. Така, значи толку едноставно ќе биде, праќате пари како да е имејл 24/7, постоен сетълмент, значи брзо веднаш добивате. Така. Сега, многу битна работа. Значи, што значи дека оваа банка, уште еднаш ќе напоменам, многу е битно да разбереме дека оваа банка ќе функционира на биткоин мрежата. Така. Сега. Се сеќавате на Фацка? Фацка се вика Уорен Бафет и е познат како најдобриот инвеститор на сите времења. Зошто е толку битен? Ако се сеќавате иста оваа Фацка, значи тоа ние ги нарекувавме Мунгеросаурус и Бафетосаурус. Со за жал, нели, Мунгеросаурус веќе не е помеѓу нас, јас се исклучиво многу жалам за вакви традиционални фацки, но Бафетосаурус и понатаму е против крипто, ако се сеќавате, го исмејуваше крипто, го нарекуваше отров за глувци на квадрат. Значи буквално тоа го кажа пред цела, нели, негова, затоа што овие луѓе имаат голем фанбейс, значи истите одржуваат, нели, оние заседавање на да речем акционерите на Berkshire Hathaway, што е неговата компанија, која што е една од најуспешните инвестициони компании во светот, топ 10 компанија. Биткоин не стигна, да не заборавиме. Сега зошто е ова толку битно? Значи, многу е битно да знаеме со кого си играме, се разбираме. Истата оваа фацка, традиционален глушец, или каде дуа ветерот капиталист, поседува 2,95% од оваа банка. 2,95. Значи, како да ви објаснам? Со тоа што дури имаше најава дека истиот и докупил, но како и да е. Последен пат кога ова е измерено, четвртина од 2021 година, значи Бафет поседува 3% од оваа банка, а оваа банка оди фул биткоин. Што стана со отров за глувци на квадрат? Или тоа како ви одговара? Се правите паметен пред инвеститори во вашата компанија, а позади правиме што ќе ни текне, така? Значи не верувајте на капиталист во тоа што ви прави. Значи тоа што ви го кажува. Гледате што прави. Ни по точка разно, не слушајте капиталист. Како зборува, така влегува од едно уво, излегува од друго. Никогаш не верувајте на вакви луѓе. Да видам што правиш. Дај ми го портфолиото да проверам, па тоа ќе одлучам јас дали се оправо или не, или дали треба така да правам или не. Или како што е овдека многу добро кажано, значи биткоин е многу опасен по моето богатство. Не го заборавајте тој дел. Значи тоа е стандарден диносаурус капиталист кој што, нели, наскоро ќе замине во историјата, заедно со неговото другарче, верувам го чека, и ќе се дојде сето ова на следната генерација која што е многу про крипто и биткоин. MicroStrategy, како и секогаш, значи продолжуваат со истата стратегија, со тоа што MicroStrategy е единствената и моментално очигледно и, нели, доста добра во ова што го прави, компанија која што продава нови акции со цел парите од овие акции да ги инвестира во повеќе биткоин и со секоја рунда на продавање, како и во оваа ситуација, значи овој пат собрале $786 милиони и ги инвестираат во 11.931 биткоин моментално, со тоа што моментално биткоин кој што е во сопственост на MicroStrategy, официјално со заклучено со 24 јуни, затоа што ова купување било на 20, како што можам да видам, че овдека беше запишано на 18, така, на 18, значи дека овдека веќе е вклучено во оваа бројка, значи официјално MicroStrategy поседува 226.331 биткоин. Заклучено со 24 јуни или нешто повеќе од 1% на биткоин од целиот маркет кап. Така да ова е, пак ќе кажам, значи дечките знаат што прават. Повторно, продаваш акции, како ги продаваш практично овие акции, купуваш повеќе биткоин, биткоин расте на вредност, ако треба понатаму само земаш
дел од оваа порасната вредност ги враќаш назад и продолжуваш со истата сценарио. Значи, ова е крајно паметно, морам да признавам, уникатен начин и единствен во светот. Секоја честна дечкото, значи, испадна фраер и пол. Интересна работа, значи Мет Гейтс, или како и да се нарекува, ако се сеќавате, го пуштиме кај на нашиот канал, кога кажуваше дека Америка е презадолжена и дека е магичен круг и дека нема враќање од тоа. Значи, он беше тој кој што воочи дека имаме 35 трилиони долг на Америка. Значи, кога ќе дојде некој ваков конгресмен да ви го каже тоа јавно на телевизија, тоа значи дека се многу сјебани на долг рок, но како и да е, сега зошто е бите во оваа ситуација? Истиот само што поднел закон, предлог закон нормално, со кој што ќе се дозволи на било кој физички и правен ентитет во Америка да ги плаќа своите значи данок на приход во биткоин. Значи ова е многу битно затоа што вие за да го дозволите тоа значи дека вие го прифаќате биткоин како платежно средство со кое што може да платите данок кон државата. Очигледно во овој закон е запишано како самото трежери во оваа ситуација, значи ќе ги прима овие ствари, како ќе ги транспортира од биткоин во нешто друго, очигледно нема да го чува самиот биткоин, ако нели глупи се доволно да не го чуваат, но како и да е, ова е битно затоа што ова е прв ваков тип на иницијатива на сега, значи многу од соседните држави во Америка веќе имаат вакви типови на даноци, на закони, без разлика дали е за плаќање на данок или пак некои од нив дури имаат за исплата на плати на административци. Значи имаат направено да биде тоа во биткоин. Ова е веќе за целата федерација, значи оние 52 земји на Америка, што го прави ова да биде веќе нели сериозен потек. Дали ќе успее останува да видиме, но е доста интересен момент кој што верувам дека треба да споделам со вас. И исто така во Нешвил, значи оваа година, најголемата конференција за биткоин, општо познато во светот, 25 до 27 јули, верувам дека ќе добиеме солиден памп за ова на пазарот, со тоа што, значи, овој пат, погледнете и сами, имаме доста јаки спикери, значи доста јаки говорници, Кети Вуд, Роберт Ф. Кенеди, мада овој не можам ни да разберам зашто е тука, ама како и да е, Майкл Сейлор, Едвард Сноуден, доста го ценам дечкото, и ако продолжиме понатаму има уште доста ликови кои што сега не мора да сите, ајде ќе кликнеме чисто онака за да видиме кои се, но како и да е, ќе има доста многу битни спикери, луѓе кои што се долго време, значи е Altcoin Daily, најголемиот канал во крипто, и така натаму, ако продолжиме сега овдека може да најдете многу луѓе кои што верувам дека се инфлуенсери, инвеститори, сопственици на да речем дел од во оваа ситуација биткоин криптосферата, значи дали е майнинг или така натаму, и само сакав на кратко значи 3 дена очигледно се најавени повеќе од 20.000 посетители, замислете, значи тоа е очигледно кај што веќе се купени карти. Повеќе од 400 спонзори, повеќе од 2000 компании, повеќе од 30 major media outlets, ова се новински агенции, 800 новинари, затоа што ова се агенции, а ова се нели као новинари, и повеќе од 100 артисти и нели оние кои што ги продаваат своите. Мада ова треба да ги каже се, значи фактот дека само цената е $549, а погледнете ги VIP картите, ви кажува колку е ова големо и најчесто на ваков тип на, значи зошто е ова толку битно? Не заради тоа што ќе биде најголемата конференција за биткоин, затоа што на ваков тип на конференции доаѓаат најголемите најави. Значи на ваква слична конференција во Мајами, Букеле најави дека Ел Салвадор ќе има биткоин како платежно средство. Така да уште еднаш ќе напоменам, значи овдека може да добиеме и некоја вест која што можеби не ја очекуваме. И последната вест која што ми е доста блиска до срце, Джулијан Асанж, после 10 години, 5 години во еквадорската амбасада, 5 години во Белмарш, затворот во Англија, е на слобода. Со тоа што $500,000 некој, нели, сега овдека имаат они фонд за така речено собирање средства за Джулијан Асанж, заслужено, уплатил $500,000 за да го плати джетот, за да може да си дојде дома во Австралија. Со тоа што да се разбереме, че Джулијан Асанж не победи. Тоа е жалниот дел. Джулијан Асанж ја обелодени крволочноста на Америка, истиот обелодени еден куп документи и видеа во кои што може да се види јасно како се убиваат цивили, како американската војска буквално ги користи цивилите како practice target, значи она мета за вежбање. И нормално поради тоа Америка не смее да дозволи вакво нешто. Наместо да се награди овој човек со Нобелова награда за новинарство, истиот заглави 10 години во така речено келија. И
Да не забораваме, значи не победи, знаете зошто? Тоа е многу битна работа која што верувам дека навестите нема да ви ја кажат. И понатаму Америка успеа од него да извлече признание за кривично дело. Нема да лежи, значи судот во Англија така речено му гарантираше дека завршено е неговото лежење во затвор, истиот ќе биде слободен човек, но самиот факт дека он мораше прво да отиде на остров под мориканска контрола и да даде изјава дека е крив, да го прифати тоа дека он го направил, нели, како кривично дело, го негира сето тоа што го направил. Се разбираме? Што значи ова сега како така речено признание кој што Асанж го даде за да биде слободен, утре ќе биде искористено против било кој новинар кој што ќе го направи истото на Мурика. Слушайте ми го зборот, ќе го видите, затоа што ова не е туку така. Мурика не простува, да се разбереме. Тоа значи дека Мурика го добила тоа што го сакала. Значи пред 10 години луѓето дури заборавија на видеото каде што хеликоптер убива цивили, па чека да дојде амбулантно возило, па го убива и амбулантното возило, значи нели? Го забравија. Тоа е некој таму кафени во Ирак умреле, небитна работа. И сега нормално на овој начин Америка веќе нема што да изгуби. Може само да добие со тоа што има пресуда во оваа ситуација, нели, со признание на неговата вина, дека утре истата може да користи против било кој новинар кој што ќе го направи истото на Мурика. Како и да е, барем ако ништо друго ми е мило дека дечкото е на слобода. И за крај нормално како и секогаш, значи гледате дека напорно работиме за едуцирање на македонскиот народ. Се што барам од вас е да ми помогнете да ја расшириме оваа материја на што повеќе македонци. Уште еднаш не барам насилно да терате луѓе да учат, тама работа, но кога го кажав тоа во видеото пред некој ден беше само дека ми е жал дека едноставно не можеме да доведеме што повеќе македонци до ова знаење, до оваа едукација, до овие сознанија, затоа што оние кои што гледаат нашиот канал виделе дека знаеме зашто зборуваме и знаеме каде се тоа се движи. Тоа е реалноста, ние нема сите да го фатат возот, јас само изразив, но тоа е реалноста, како што кажав, за жал не може сите да го фатат овој воз. Во секој случај, продолжуваме понатаму. Се што барам од вас се препорака и нели, лайк, шер, сабскрайб, комент со цел да помогнеме на алгоритмите на нашите канали и социјални мрежи да ги споделуваат нашите содржини што повеќе. Сите оние кои се нови на нашиот канал, имаме повеќе од 1000 видеа, би ви препорачал да ги погледнете прво ова видео на врвот на каналот, со цел да ви се разјасни каков тип на материја имаме и што може да најдете во на нашиот канал. Секое видео во дескрипција има содржина, каде што може да видите точно што зборуваме и во кој дел, за да не мора да го гледате целото видео ако не ви е, нели, потребно да го гледате. И нормално ги имате нашите социјални мрежи, нашите два резервни канали, би ви препорачал да ги заследите, затоа што на социјалните мрежи објавуваме многу повеќе материја надвор од каналот, затоа што не можеме постојано да снимам видеа нормално. И за крај, знаете и сами, значи ние го работиме ова за 0 евро по македонец, но на крајот од денот доколку некој од вас одлучи да не чести едно кафе за нашата работа, значи тоа може да го направите на овие значи блокчейн адреси кои што се во дескрипцијата, како и на Купи ми кафе апликацијата на овој линк, каде што се што моментално добиваме од вас ќе биде искористено со цел да вратиме назад на македонската нација. Значи до сега тоа го направивме во две добротворни акции во прехранбени продукти на една црковна организација во Велес. Значи го направивме транспарентно, ви покажеме што е пратено и ви покажеме што е купено и дадено на оваа организација. Истото ќе го направиме и понатаму кога повторно ќе се соберат средства на некој друг тип на организација или човек во Македонија. Така да ви благодарам за се. Се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемичи.